Добре дојдовте во Актуелна Тера, еве ги вестите на денот. Европа среќна што Шкотска останува во Велика Британија. Сонце во Битола за премиерата на Деца на сонцето. Протис на реконструираното музичко училиште. РК Пелистер во три раца, општината ГП Пелистер и Цермат. Ке се знае в понеделник. В понеделник две важни одлуки за битолскиот спорт. Едната, како што веќе објавивме, за фудбалскиот клуб Пелистер, а другата за ракометниот клуб. Ракометарите ќе ги водат општината, ГП Пелистер и Цермат, но за тоа ќе одлучува советот на седницата закажана за во 10 часот. Оливера Михајловска. В понеделник на седницата на Советот на општина Битола, освен за ФК Пелистер, ќе се расправи за ракометниот клуб Пелистер. Советниците треба да гласаат за или против одлуката за утврдување на интерес за основање на акционерско друштво за вршење дејност спорт. Со одлуката која ќе се најде на дневен ред, Советот на општината Битола ќе треба да го утврди интересот на општина Битола за пристапување како основач на друштво за спортски дејности Ракометен клуб Пелистер АД Битола. Основачи на акционерското друштво ќе бидат општината Битола со 30% капитал и ГП Пелистер и ДОО Цермат со 70% капитал. Акционерското друштво ќе работи во правниот промет, ќе истапува под фирмата Друштво за спортски дејности Ракометен клуб Пелистер АД Битола. Општина Битола ќе учествува во основачката главнина на друштвото со 7500 евра во денарска противвредност во ствари со проценка на овластен проценител. За овластен представник од Советот на општина Битола, кој ќе ги врши работите од надлежност на собранието на друштвото, Советот на општина Битола го именува Леонида Чолаковски, член на Советот на општина Битола. Како ќе гласаат советниците ќе се знае в понеделник за кога е закажана седницата. Разбойништво во аптека во Битола. СВР Битола поднесе кривична пријава против РД 21 година и АА 22 години и 20 годишниот ТС. Сите од Битола поради постојање основи за сомнение за сторено кривично дело разбойништво. На 15 овој месец првопријавениот влегол во аптеката Корона Фарм и од вработената побарал да му даде таблети. Откако истата го одбила, тој по некој време се вратил со второ и трето пријавениот, при што РД влегол зад пултот во аптеката и одзел една кутија таблети. Прокис на музичкото училиште во Битола. Лошите услови во кои се одвиваше наставата во музичкото училиште во Битола беа причина за реконструкција на објектот каде што се изведува настава во средното образование. Деновиве кога и Битола беше зафатена од пороен дожд се случи реконструираниот дел на зградата да прокисни. Овие фотографии ни ги испратија наши гледачи кои велат дека се направени во училиштето во зградата кај Општинското средно училиште Таки Даскал, односно Старото Стопанско училиште. Директорката на музичкото училиште Марина Коруновска вели дека изведувачот на работите веќе презел чекори за санација и дека состојбата ќе се среди. Битола се приклучува во одбележувањето на неделата на мобилност. В понеделник ќе станеме дел од меѓународниот ден без автомобили. Оливера Михајловска. Од 16 до 22 септември се одбележува Европската недела на мобилност. Оваа недела ја одбележува и Битола со повеќе активности. Се одржи и трибина на тема одржлив транспорт во Битола. Трибината е дел од програмата со која општината се вклучува во одбележувањето на Европската недела на мобилност, а која треба да кулминира в понеделник на меѓународниот ден без автомобили. На трибината беше најавено дека Битола ќе добие велосипедски патеки во должина од 17 километри. Велосипедските патеки во Битола се предвидени и во сообраќајната студија што Техничкиот факултет ја изработи на барање на локалната самоуправа. Ваквите едукативни кампањи се насочени кон најмалите и на тој начин ние креираме генерации кои што ќе го превземат теретот и обврската за здрава и чиста животна средина во нашиот град. Ги повикувам сите граѓани да дадат поддршка преку своето присуство на утрешната изложба на фотографии и во понеделник кога на символичен начин со возење велосипед ќе го одбележиме овој ден со што Битола влегува во листата на европските градови кои што го одбележуваат овој ден. Како и кога велосипедските патеки ќе се изградат, градот ќе одлучува откако проектот за нивна местоположба ги помине филтрите во надлежните институции. Министерството за животна средина и просторно планирање и делегацијата на Европската унија во Република Македонија и годинава традиционално ја одбележуваат Европската недела на мобилност без автомобили 2014.
Уште една пресконференција на Кирацовски за тутунот во Могила. Праша дали оттука преку Рачиново завршува на Косово. Дали патот на бизнис со тутун во црно е на релација Могила, а Рачиново, Косово? За каков бизнис се работи говорат пресметките направени според условите на пазарот. 130 тони суров тутун на црно носат приход од околу 1 милион евра. Од 130 тони тутун можат да се направат 6 милиони и 500 илјади пакети цигари. Профитот од овој бизнис на црно е околу 5 милиони и 200 илјади евра. Кај кого завршуваат 5 милиони и 200 илјади евра годишно? Нема мимот ниту ниви со Вирџинија. По вчерашната пресконференција на подпредседателот на СДСМ Кирацовски, на која беше споменат поранешниот градоначалник на Могила и уште едно друго лице кое наводно на нивни ниви имале Вирџинија, тутун кој не се работи во Македонија, денеска со демант се огласи второто лице за кое зборуваше Кирацовски. Вели дека целосно ги отфрли и демантира обвинувањата на СДСМ и вели дека најодговорно тврдиот и не поседува никаков недвижен имот на негово име. За ова бил подготвен и со документи од катастарот да се огласи. А вечерва завршува 35-тиот Манаки. Сонце во Битола за премиерата на Деца на сонцето. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ја следите програмата на филмскиот фестивал Браќа Манаки? Редовно, повремено, не ја следам. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Родителите на 23 годишната прилепчанка се уште немаат никакви официјални информации за судбината на нивната ќерка која на 13 септември исчезнала од брод каде што работела во Грција. 15 годишно девојче родено во Скопје, кое со родителите пред неколку години се преселило во Лиеж, Белгија, преминало во Ислам и додека биле на одмор во родниот град, скришно заминало во Сирија. Европската комисија предложила да се укине одредбата на Советот на Европа, според која во Европската унија беше замрзнат имот на некогашниот председател Милошевиќ и на лица од неговото блиско обкружување. Генералниот секретар на НАТО изјави дека целосно го почитува изборот на граѓаните на Шкотска за отфрлање на независноста. Тоа ќе значи зачувување на силата на Алијансат. Две лица моментално се под здравствен надзор во Црнагора поради стравување од ебола. Формиран е тим од 5 лекари кои ќе бидат ангажирани во случај вирусот на ебола да се појави во земјата. Со доделување на наградите златна, сребрена и бронзена камера 300 за најдобрите кинематографери, како и со македонската премиера на Децата на сонцето, вечерва завршува Манаки во Битола. Македонија е предизвешта од Европската комисија за напредокот на земјата. Политичарите со очекување дека ќе добиеме покана за членство во Европската унија. Деновиве во Битола беше унгарскиот амбасадор. Го прашавме за нашата евроинтеграција. Унгарската влада, а исто така и народот што е запознат со овој проблем, настојуваат Европа да преговара не само за приемот во Европската заедница, туку исто така и за името, што го имате со спорот со Грција. Јас лично се надевам дека и шести пат Европа ќе заземи став кој ќе биде позитивен за вашата држава. Се надевам дека и нашата влада ќе заземи став да ви помогне, ама за жал не зависи само од комисијата, туку зависи само еден член да е против вашиот прием и за вашето име, тогаш дека има успех, ама ние се надеваме дека ќе успееме овој пат. Ќе успее Европа да ви помогне.
И сакам да нагласам да не само Унгарија, туку што многу други членки на Европската заедница го имат истиот став и се надеваме дека ќе се реши се во ваша корист. Добалчак во трка за Оскар од неанглиско говорно подрачје. Филмот кој неодамно имаше премиера на фестивалот Браќа Манаки е избран да ја представува во Македонија во конкуренција за Оскар од неанглиско говорно подрачје. Маја Богоевска. Филмот Добалчак на режисерот Столе Попов е единствениот македонски кандидат за престижната награда Оскар за филм од неанглиско говорно подрачје. Комисијата во состав на Роберт Насков, продуцент, председател на комисијата Димитар Попов, директор на фотографија, Вардан Тозија, режисер, Иван Бартлинг, сценограф и Горан Игњатовски, дизајнер на шминка, одлучија филмот да ја представува Македонија во конкуренцијата за Оскар од неанглиско говорно подрачје. Филмот е во режија на Столе Попов, а сценариото го напиша Горан Стефановски. Снимањето на филмот започна во мај 2012 година, а филмот е сниман на локации во Битола, Скопје, Демирхисар, Охрид, Штип и Прилеп. И права немаш! Ние што ќе правиме во градот? Одиме пред напал, да ќе ги ослободиме, бе! Зајко кокорајко, зајко сервезлија. Ова е така возбудлив. Приказната се случува во првата декада од 20-тиот век. Тоа е сурова, романтична љубовна приказна во која вечната македонска кауза за сопствен идентитет и самостојност е видена од агол на поединецот. Слободата, правдата, љубовта, среќата, жртвувањата и предаствата се доживеани низ катарзични емоции што допираат до Балчак. Инаку овој филм важи за најскапиот филм во македонската кинематографија, чиј буџет изнесува 3,6 милиони евра, од кои 2,5 милиони ги обезбеди владата, а 500.000 евра обезбеди филмскиот фонд. Премиерно беше прикажан на 14 септември во рамките на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки во Битола. Ебате животот ако не си спремен да умреш за него. Екипата на македонскиот филм Деца на сонцето утрово на пресконференција го споделија со новинарите задоволството од сработеното и премиерата која ќе се случи вечерва на Манаки. Па, после Како лош сон, кој беше филм за конфликтот во поранешна Југославија, значи за војната, имав потреба, чувствував желба да направам филм повесел, со поубава енергија. И одлучив да снимам еден филм за една фамилија во Македонија, која ќе рефлектира сите проблеми низ кои поминува таа фамилија во еден одреден период. Секогаш ме интересирала фамилијата како тема. Прече сценариото беше фантастично, извонредно. Таа тема допре до мене и се чувствував многу почестена дека бев поканета, пензионерка поканета. Со Антонио извонредни од првите договори што треба да се игра, што треба да значи таа моја улога. Целата екипа извонредна соработка, познато е дека ние од нашата бранша многу соработуваме меѓу себе си помагаме ако треба, но тука е супервизорот, режисерот кој знае мајсторски да не води и така. Задоволна сум, многу сум задоволна. Во секој случај многу голема чест во секој случај, ма тука сум дома вратена. Тони, како мој ангел чувар, веќе секогаш го повторувам тоа, ма стои, пошто тој ме врати. Тој ме избра и тој ми даде шанса. Враќањето дома е како и да не сум била надвор за мене. Меѓутоа, мислам дека публика, она што очекува од мене, се надевам дека ќе оправдам. Улога како улога за секој актер е предизвик. И како во животот, во работата, така во љубовта, ако нема предизвик, тогаш е безинтересно. И
најдов предизвик во улогата и затоа ја прифатив. Ми се допадна и сценариото. А по Пладнево во Битола пристигна и режисерот Милчо Манчевски. Деновиве во чест на 20 години од неговиот филм Пред дождот се организираа проекции на сите негови филмови. Филмските работници, новинарите и сите кои се љубители на неговите филмови имаа ретка можност да поразговараат лично со единствениот македонски добитник на Златен лав во Венеција и кандидат за Оскар во категоријата најдобар филм од неанглиско говорно подрачје, за барем една од неговите бројни уметнички преобразби, фотографија, видеоспотови, реклами, филмови, кратки раскази. За време на разговорите прв пат беше прикажан на големото платно во Македонија и неговиот Кусфилм Четврток, кој освен што имаше светска премиера на отворањето на филмскиот фестивал во Венеција, пред известно време беше награден на 44-тото издание на USA Film Festival што се одржа во Далас, Тексас. Во соработка со Кинотека на Македонија, публиката на фестивалот во Битола имаше ретка можност на едно место да го погледне целокупниот опус на играните филмови на македонскиот режисер, и тоа Прашина, Сенки, Мајки и Пред дождот. Унијата на жени на ВМРО ДПМН организираше трибина за жолтицата. Активности ќе бидат насочени кон особено кон обуки, за кои што несомнено постои голем интерес во Унијата на жени и за кои што сметаме дека ќе им обезбедат на нашите жени, на нашите членки, активности и вештини со кои што тие подобро ќе го даваат својот придонес и во секојдневното нивно професионално функционирање, но и во реализирањето на секојдневните активности и обврски во партиското функционирање. Во превентивните мерки кои што треба да се превземат, тоа е користење на хигиенски исправна вода за пиење, редовно и постојано миење за рацете, особено миење после употреба на клозетот, пред секое јадење, при припремање на храна, на пијалоци, исто така подолго време на миење на рацете, правилно миење, да се води сметка на хигиенското отстранување на отпадните материи, да се користи хигиенска исправна вода за пиење, а особено во колективите каде што има повеќе деца, да се води мерка за санитарно-хигиенските услови на живот, да се врши дезинфекција на санитарните јазли, значи дезинфекција, дератизација, преглед на лицата, на вработените лица кои што работат со децата и ако се инфицирани, тие треба да се отстранат од работните места. Комеморација денеска во музичкото училиште во Битола. Вчера во Битола почина Снежана Марковска, професор во пензија, која својот работен век го помина во Државното музичко училиште во Битола. Целото нејзино постоење поврзано и посветено на музиката, започнувајќи уште како ученик во училиште, потоа студент на Факултетот за музичка уметност во Белград и продолжувајќи со својата педагошка дејност во Државното училиште во Битола. Денеска вработените одржаа комеморативна седница. Еве што донесува светот на актуел. Европа среќна што Шкотска останува во Велика Британија. И за други вести од светот, покусата пауза, гледајте не. Најновото остварување на Антонио Митрикевски филмот Деца на сонцето ќе го затвори 35-тото издание на браќа Манаки. Филмот До Балчак со редовни проекции во Центарот за култура. Одржувањето на критична маса го промовира велосипедизмот како стил на живот. Европската унија го поздрави резултатот од референдумот во Шкотска. Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо оцени дека шкотското отфрлање на независноста од Обединетото кралство ќе помогне во градење на обединета, отворена и силна Европска унија. Тој најави дека комисијата ќе продолжи да се ангажира во диалогот со шкотската влада во областите кои се под нејзина надлежност, како вработувањето и животната средина. Председателот на Европскиот совет Херман ван Ромпуј, поздравувајќи одлуката на Шкотска, наведува дека Велика Британија останува важна членка на Европската унија. Екстремистите на Исламската држава објавија ново видео на кое британскиот фоторепортер Џон Катли говори дека планира да ја открие вистината за џихадистите. Агенцијата Associated France Press пренесува дека не се знае каде е снимено видеото
и не се гледа непосредна опасност по неговиот живот. Reuters наведува дека во 3-минутното видео Кантли се појавува во добро здравје и ветува дека ќе пренесе некои факти. Сега знам што мислите. Мислите, тој го прави тоа бидејќи е затвореник, има пиштол вперен во главата и е принуден да го направи тоа, зар не? Па тоа е вистина, јас сум затвореник, тоа не го порекнувам. Но бидејќи видов дека сум напуштен од мојата влада и мојата судбина сега лежи во рацете на исламската држава, немам што да изгубам, зборува британецот во објавеното видео. Обама со благодарност за Конгресот и Франција за поддршката против исламската држава. Американскиот претседател Барак Обама вчера му се заблагодари на Конгресот за гласањето за помош во обуката и опремувањето на сириските бунтовници кои се борат против исламската држава и исто така и се заблагодари на Франција за понудата за помош во нападите на бунтовниците во Ирак. Обама рече дека Франција, која е една од нивните најстари најблиски сојузници, ќе учествува во воздушните напади против ИСИЛ, поранешна кратенка од групата која сега се нарекува Исламска држава. Обама оцени и дека поддршката од Конгресот им покажува на бунтовниците дека американците се здружени во соочувањето со заканата од ИСИЛ кои убиваат многу невини цивили. Судири на маршот во сеќавање на убиениот грчки рапер Павлос Фисас. Стотици млади лица денеска се судрија со полицијата во Атина за време на маршот одржан во знак на сеќавање на раперот Павлос Фисас, кој пред една година беше убиен од страна на припадници на неонацистичката партија Златна Зора. Инцидентот се случи во атинското предградие Керацини, каде лани беше нападнат и убиен раперот Фисас, кој беше познат под името Килапи. При денешните судири се искршени излози на повеќе продавници, а демонстрантите подметнаа пожар во неколку контейнери кои ги користеа како барикади пред полициските сили, кои пак употребија солзавет за да ги растерат насилниците. При инцидентите е повреден еден случаен минувач. Италијанската влада реши да одгледува канабис, што ќе се користи за производство на лекови кои ќе бидат поевтини од сегашните. Спогодбата беше подпишана во Рим меѓу италијанските министерки за здравство и за одбрана Беатриче Лоренцини и Роберта Пинони. Целта е да се произведат лекарства за тешки заболувања како склероза или против болки, изјави Лоренци. Канабисот ќе се одгледува на територијата на касарната во Фиренца, која ќе се нарекува воено-хемиско-фармацевски објект. Река од кал носеше се пред себе во селото Текија, кој е најтешко погоден од поплавите кои го зафатија источниот дел на Србија. 2/3 од селото се покриени со кал, во некои куќи калта стигнаат до вториот кат. Штетите се огромни. Селото се наоѓа на околу 25 км од градот Кладово и одсечено од светот како резултат на активирање на земјиштето. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен.
Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде го завршуваме денешниот актуел и покануваме вечер во 19 часот да бидете со Тера од свеченото затворање на 35-тиот Манаки.